Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново јубилејно 150-то издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви одбрав за денес. Одлуката за Македонската православна црква Охридска архиепископија беше најдобра за сите. Српскиот патриарх Порфирий отворено зборуваше за македонското црковно прашање. Ден на победата над фашизмот, Македонија даде 33.000 животи во борбата за слобода. Во Тетово одбележани 80 години од победата над фашизмот. Можно е да се прошири истрагата, но зависи од доказите. Обвинителот Коцевски за пожарот во Кочани. Владата најавува дека за 2,5 години ќе биде завршен новиот автопат Тетово-Гостивар. За владиниот авион веќе нема резервни делови. Соседните држави не собираат со нивните летала. Таравари може да си оди од владата, но неговите луѓе ќе останат. Истакнати членови на Алијанса на албанците во клинч со лидерот. Потенцијалот за запишување во средните училишта во Тетово е 2167, од кои 1800 на настава на албански и 337 на македонски јазик. А на самиот почеток една вест од Скопје. Граѓаните кои случајно се затекоа на плоштадот Македонија во Скопје беа сведоци на необична сцена. Непознат маж залепен со селотейп на бандера во близина на фонтаната. На обидите на минувачите и медиумите да добијат одговор зошто го прави ова, мажот кратко изјавил дека нема да каже ништо се додека не дојдат сите новинари. Подоцна човекот проговорил, тој открил дека се работи за герила акција на Сапорт Кочани во знак на поддршка на настраданите и повредените во пожарот на така нареченото кабаре Пулс во Кочани. Се обраќам до големите луѓе во оваа држава. Што уште треба да ни се случи нас во Кочани за да се освестат дека тој град постои? Толку ли брзо не заборавија? Пред некој ден си дојдоа деца кои немаат прсти на рацете. Тие деца ќе немаат цел живот раце. Ако ништо друго, дај на нив да им помогнеме. Толку ли брзо не заборавивте нас од Кочани? Зошто тој град во овие 30 години никогаш не бил битен. Дај да биде ова пример да направиме нешто за овој град, рече кочанчанецот Мартин. Тој откри дека во пожарот во Пулс загубил 5 другари и нагласи дека мора да се превземе нешто за народот во Кочани да може да живее. На едно дете знам дека му се потребни ракавици за рацете и нозете, а една ракавица е 1000 евра, што значи ќе му требаат 4000 евра. Како што гледаме, државата нема да ги обезбеди тие пари. Да се соберат барем пари за тие деца, додаде младиот кочанчанец. No
Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Plaši Makedonija.
Македонијо, ти го ставаш гроб. Кој душман ке влезе, жив нема да излезе, Македонијо, ти го ставаш гроб. Македонскиот раскол, благодарение на Божјата љубов и промисла, е исцелен. Па сега таму имаме браќа и сестри во потполна смисла на зборот, изјави српскиот патриарх Порфири во интервју за рускиот теолошки портал Благослов, дадено за време на неговата неодамнешна посета на Русија. Осврнувајќи се на надминатите недоразбирања и признавањето на Македонската православна црква, Порфири истакнува дека одлуката на Српската православна црква била донесена едногласно со полнотата на соборот, водејќи се од црковниот етос, а не од земните интереси, исклучиво за спасението на луѓето кои живеат и на територијата на Македонија. Многу луѓе тоа не можат да го разберат, па некои од нашата црква велат: направивте компромис, ги продадовте интересите на српската црква на српскиот народ, продадовте српски земји и така натаму. Меѓутоа, историски гледано, дури и во канонската смисла на зборот, црковните територии, епархиите во просторот на денешна Македонија припаѓале на јурисдикција на нашата црква само од 1920 до 1966-67 година. А во сите други историски периоди, дури и во времето на Свети Сава, епархиите во црковна смисла на тој збор од територијата на денешна Македонија не и припаѓале на Српската православна црква. Значи, дури и да погледнеме во контекстот кој всушност не постои за нас, да речеме дека е легитимен, дури и во таа смисла не направивме ништо што е спротивно на интересите на Српската православна црква. Друго нешто е тоа што во политичка смисла на тој збор тие територии некогаш им припаѓале на владетели на српските држави. Понекогаш српските владетели имале своји територии длабоко во Грција. Дури некои имале амбиции и биле толку моćни да станат цареви на Византиското царство. Меѓутоа, како црковни луѓе, никогаш не смееме да ги мешаме политичките параметри и контексти со црквените контексти, но дури ниту тоа не е суштински важно за црквата. За црквата е суштински важна грижата за спасението на конкретниот човек. Црквата ги има сите можности, право и обврска, размислувајќи за спасението на секој човек да донесува одлуки кои му служат на тоа спасение и во овој конкретен случај, како што е тоа случај и во принцип кога зборуваме за начинот и за одлучувањето и за структурата и природата на православната црква, посочува српскиот патриарх. Нагласува дека Српската православна црква на собор одлучува соборно и ниту една одлука не е одлука за еден ден, дури и ако тој е патриарх. Кај нас црквата функционира според принципот на соборност, каде што првиот е прв меѓу еднаквите на себе, а не прв кој нема равноправни меѓу своите браќа. Ова одлука во нашата црква е донесена едногласно со полнотата на соборот, токму затоа што благодарение на Бога со Божјата благодат и неговата промисла, сите оци на соборот размислуваа молитвено, исклучиво за спасение на луѓето кои живеат на територијата на Македонија и ја донесоа одлуката која ја сметаа за најспасоносна и најдобра за нив, но и за сите нас, наведува патриархот Порфири. За поделбите и недоразбирањата во православната црква, тој вели дека таквите искушенија од секогаш постоеле низ историјата, кога доминирала човечката логика и индивидуалистичката свест, а не соборниот интерес. Денес, кога имаме некои недоразбирања и кризи во нашата православна црква, нив ги гледам како можности и повик секој од нас пред Христа да се испита себе си, своето срце и своите причини. Сигурен сум дека, така да речеме, кризата во која како православна црква се наоѓаме во овој момент, на крајот ќе биде причина за триумф на единство, на љубовта, на меѓусебното разбирање и на сведочењето на црквата како една света, соборна и апостолска црква, која е дар, голем дар, за секој од нас и не е наша лична собственост со која располагаме и со која имаме право да се коцкаме,
за кој било од нас да се наметне себе си како поважен од другиот, вели српскиот патриарх Порфирий во интервју за порталот Богослов, што го пренесува liturgija.mk. Светот го одбележа денот на победата над фашизмот. На 9 мај 1945 година со подпишување на безусловна капитулација на нацистичка Германија, официјално беше ставен крај на Втората светска војна, во која учествуваа 61 земја со вкупно 2,1 милиарда жители или 96% од светското население и кое однесе повеќе од 50 милиони животи. Безусловната капитулација на Третиот рајх е подпишана во разурнатиот Берлин само неколку минути по полноќ на 9 мај.
Капитулацијата во име на врховната германска команда ја потпиша фелдмаршалот Вилхем Кейтел, генералот Ханс Јурген Штрумф и адмиралот Ханс Георг фон Фиденбург. Од страна на сојузниците договорот го потпишаа рускиот маршал Георги Жуков и британскиот генерал Артур Тедер. Од над 50 милиони жртви, 20 милиони беа од сегашниот Советски сојуз, а повеќе од 30 милиони беа цивили. Во нацистичките логори беа убиени околу 12,5 милиони луѓе, од нив 6 милиони евреи. Материјалната штета од Втората светска војна само во Европа беше проценета на околу 260 милиарди американски долари. На далечниот исток војната заврши дури на 2 септември 1945 година, кога Јапонија капитулираше по бомбардирањето на Хирошима и Нагасаки со дотогаш непознато оружје – атомска бомба. Македонија за време на Втората светска војна беше од страната на антифашистичката коалиција. Во борбите против фашистичките окупатори, според проценките на историчарите, во Македонија загинале 33.000 луѓе, вклучувајќи ги и преку 7.000 македонски евреи, кои беа депортирани во концентрациониот логор Треблинка. По повод 9 мај, денот на победата над фашизмот, бројни делегации положија цвеќе пред споменикот Ослободители на Скопје во дворот на владата и на партизанските гробишта во Бутел. Kako te mlada zaljubi i po tebe pamet izgubi. Otkako te mlada zaljubi i po tebe pamet izgubi. Stiga moja ta mladost, kaži mi ti, i nasite skoro i veruvaj mi. Meni ti stiga moja ta mladost, kaži mi ti, i nasite skoro i veruvaj mi. Što ima se ti podari, sve ta mladost ja izgubi. Sve što ima se ti podari, sve ta mladost ja izgubi. Stiga moja ta mladost, kaži mi ti, i nasite skoro i veruvaj mi. Meni ti stiga moja ta mladost, kaži mi ti, i nasite skoro
кој те милува, кој те гали, кој те успива. Кажи, кој те милува, кој те гали, кој те успива. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборови верувај ми. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборови верувај ми. Пред споменикот на револуцијата во Тетово во организација на Сојузот на борци од Тетово и армијата беше одбележан 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа. Со интонирање на македонската химна, минута молк, положување цвеќе и пригоден реферат беше оддадена почит кон загинатите во народно-ослободителната и антифашистичка војна и другите македонски херои. Пригоден реферат, изработен од професорот по историја Љубиша Марковиќ, го прочита модераторот Ивана Давидовска. 8 децении поминаа од денот кога човештвото извојува крвава, но величествена победа над мрачните сили на злото, омразата и насилството. Се сеќаваме на милионите жртви, на храбрите војници на сите фронтови, на невино постраданите цивили, на сите оние кои го дадоа својот живот за слободата и за иднината на човештвото. Нашата Македонија даде значаен придонес во антифашистичката борба. Илјадници храбри македонски партизани се бореа рамо до рамо со другите народи на Југославија, покажувајќи непокор и решителност во борбата против окупаторот. Тие ја вградија својата храброст и своите животи во темелите на слободна и независна Македонија, се вели во рефератот. Во делот посветен на Денот на Европа во рефератот беше посочен значајот на декларацијата на францускиот министер за надворешни работи Роберт Шуман во 1950 година, што се смета за важен чекор во настанување на Европската Унија. На настанот присуствуваа и положија цвеќе пред споменикот на делегацијата на Сојузот на борци, Армијата на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, Шумската полиција, Општина Тетово, Музеј на Тетовски крај, представници на дел од политичките партии, здруженија на граѓани и организации и ученици.
Nitna vojska odamo me, nit od vojska idam. Tu sam bilo nad pazar, konja sum kupilo. Tu sam bilo nad pazar, konja sum kupilo. Fati konja ludo mlado, odnesi me doma. Tako saka promenica, majke odmenica. Tako saka promenica, majke odmenica. На поставување на камен темелник за новиот автопат Тетово-Гостивар, представниците на владата најавија дека делницата ќе биде готова за 2,5 години. Прво треба да се изгради регионален алтернативен пат, како и автопатската делница, со вкупно 6 ленти, по 3 во секој правец, во должина од 17,5 километри, со вкупна вредност од 90 милиони евра. Денес почнуваме нов проект, автопатот Тетово-Гостивар, дел од коридорот 8. За 2,5 години од денес ќе имаме автопат по сите прописи и сите стандарди, какви што заслужуваат граѓаните од Полошкиот регион и од целата држава, изјави вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски на почетокот на градежните работи. Премиерот Христијан Мицкоски во обраќање рече дека како земја која не излегува на море, Македонија како држава е единствена што има потенцијал да биде дел од повеќе пан-европски коридори. Првиот е овој од кој се обраќаме, тоа е коридорот 8, а вториот е коридорот 10. Коридорот 8 кој ги поврзува Јонското и Јадранското море со Црното море. Коридорот 10 што ги поврзува во овој дел на Европа Средоземјието со Централна Европа, но и коридорот 11 кој што поминува во нашето источно соседство, со една одсечка која што ќе ги поврзува коридорот 10 и коридорот 11. Тогаш стануваме земја која што ќе биде директно поврзана со сите пристаништа во овој дел на Европа и ќе биде значајна алка на она за кое што зборуваше и почитуваната амбасадорка на Соединетите Американски држави, господјата Агелер. А тоа е значајна алка на јужното крило на најголемата алијанса во човештвото, а тоа е НАТО алијансата. И затоа кога градите патишта, кога градите булевари, кога градите водоводни инсталации, кога градите канализации и училиште и градинки, вие градите иднина. Ние денес градиме иднина, ние не забораваме за минатото, рече Мицковски. Според информациите на министерот Николовски во 2024 година, при формирање на владата имало вкупно 560 експроприации на парцели на трите делници кои се дел од коридорот 8, а во април 2025 година има експроприрано 2497 парцели. Тоа значи дека отвораме фронт за работа на делницата Тетово-Гостивар од 17,5 километри, на Гостивар Букојчани 14,7 километри и Прилеп Битола 29 километри.
или планот до ова лето активно да се работи на изградба на автопатишта во рамките на коридорите 8 и 10, некаде 65 до 68 километри, што мислам дека ќе се согласите е огромен прогрес, рече Николовски. Представниците на конзорциумот Бехтел и Енка истакнаа дека на трите патишта се ангажирани 1600 луѓе, а има потреба бројката да надмине 2000. Почетокот на градењето го поздрави и американската амбасадорка Анджела Агелер. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан.
Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Побелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Ai, que urușițe
Ако сакаме да бидеме сериозна држава, треба да имаме соодветно летало, односно соодветен владин авион и не треба да се симнуваме на ниво соседните држави да не собираат со нивните авиони кога треба некаде да одиме со заеднички делегации, смета директорот на службата за општи и заеднички работи Ивица Томовски. Лирчетот со кој сега располагаме не ги исполнува потребите за државата и има многу трошоци за негово сервисирање, бидејќи веќе не се произведуваат резервни делови. Затоа користиме репарирани делови и од 2017 година до денеска по основ на сервиси се потрошени околу 4 милиони евра, што не би бил случај со нов авион. Кога би оделе на некои подолги патувања, би ни требало поголем авион со најмалку 14 седишта, за разлика од овој кој има 6. Со еден збор, лирџетот е премал, вели Томовски во интервју за Канал 5. Тој нагласи дека поранешната влада сакала да набави нов авион и биле во напредна фаза на преговарање со различни компании кои произведуваат авиони, но тоа го криеле од јавноста. Ние се одлучивме да искомуницираме со јавноста и сметам дека јавноста треба да биде запознаена што планираме. На крајот на краиштата, авионот не останува за директорот или за премиерот, туку останува за државата. Ќе гледаме да предвидиме средства за набавка на авион со новиот буџет, бидејќи овој не го дозволува тоа. Би сакале да допреговараме со јавноста, да собереме и понуди за лизинг на авион, да купиме нов или половен. Сите опции ќе ги извадиме на маса за да видиме што е најдобро и најекономично, посочи Томовски и додаде дека набавката на нов владин авион би чинела помеѓу 20 и 50 милиони евра. Во државна собственост, како што кажа тој, има околу 7000 возила во кои влегуваат возилата на владата и министерствата, општинските возила, возилата на јавните предпријатија. Веќе избравме боја црвено со жолто на табличките за означување на државните возила. Изработивме правилник, но процесот е закочен бидејќи е потребен тендер за набавка на боја за нивна изработка. Тендерот е во завршна фаза, а откако ќе се надмине проблемот и ќе почне изработката во рок од 30 дена, сите државни институции ќе треба да ги заменат табличките, вели Томовски. Тој, како што кажа, ќе биде за многу скоро време. Томовски, кој е член на Централниот комитет на ВМРО ДПМН, порача дека до крајот на мај министерот за здравство Арбен Таравари треба да одлучи дали ќе остане во владата или ќе излезе. Треба да се договори со Вреди што ќе прави. Ако одлучи да излезе од владата, ќе има внатрешни превирања во партијата на Таравари. Доколку ја напушти владата, ќе му падне рейтингот, а ќе порасне на другите тројца лидери на Вреди, вели Томовски и нагласува дека во никој случај нема да му дадат поддршка на локалните избори ако излезе од владата. Прашан дали ќе има предвремени парламентарни избори заедно со локалните, рече дека времето ќе го покаже тоа.
Републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски пред почеток на седмицата на Советот на јавни обвинители изјави дека јавните обвинители кои работаат на истрагата за пожарот во Кочани во моментов сослушуваат сведоци и оштетени лица кои знаат нешто за настанот. Во меѓувреме, исто така, се координираат со вешти лица во однос на истрагата. Во одговор на новинарско прашање дали ќе се прошири истрагата за полициските службеници кои биле вечерта во дискотеката Пулс, Коцевски рече дека се до завршување на истрагата можно е и евентуално проширување, но посочува тој тоа зависи од доказите и она што ќе го обезбедат јавните обвинители. Според Коцевски нема никаква селективност во истрагата досега и нема да има и понатаму. Во јавното обвинителство за организиран криминал има постапка за 14 или 15 лица за кои нема определено мерки притвор. Нема никаква селективност досега, нема да има ни понатаму. Како што имам веќе кажано, се до завршување на истрагата, можно е евентуално проширување, меѓутоа тоа зависи од доказите и од она што јавните обвинители ќе го обезбедат. Истрагата е во исклучително важна фаза сега, затоа не можам да споделам подетални информации во однос на истрагите кои што се водат. Дали е можно пролонгирање на постапката со оглед на тоа што станува збор за обемна истрага со голем број на осомничени лица, тој рече дека според него нема да се пролонгира постапката, имајќи ја предвид сегашната динамика на јавните обвинители. Во моментов има јавни обвинители кои работаат и во Кочани и во Скопје, така што согласно динамиката со која работаат, мислам дека нема да има никаков проблем да се заврши постапката во предвидениот рок, вели Коцевски. На прашање дали се соочува со некакви притисоци во врска со начинот како се води истрагата, имајќи во предвид фактот што владеачката гарнитура претходно имаше намера за отпочнување постапка за негово разрешување, Коцевски рече од почнување на истрагата дека нема никакви притисоци или евентуално закани. Истото го имам кажано неколку пати, се работи за политичка одлука. Во моментов од почнување на истрагата немам никакви притисоци или евентуално закани околу однос на тој дел, изјави Коцевски. Коцевски исто така укажа дека на веб страницата на обвинителството сите можат да споделуваат информации во врска со настанот, гарантирајќи дека тоа е доверливо и нема да излегува во јавност. Во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, што се случи на 16 март, животот го загубија 62 лица, а близу 200 беа повредени. Дел од повредените беа хоспитализирани во земјава, а некои беа пренесени на лекување во странство. Јас те пратив на вода Калино, јас те пратив на вода Калино, и на вода одиш, бело лице биеш, поергени гледаш море Калино, и на вода одиш, бело гледаш море Калино, пусто да остане мамо лицето, пусто да остане мамо лицето, кога нема него, либе да го љуби, тебе не те слушам, моли мајколе. Кога нема него, либе да го љуби, тебе не те слушам, мори мајколе.
te pratив na Osjekalino, jaz te pratив na Osjekalino, i na Osje odiš, belo grosje bereš, na Ergeni davaš Morikalino, i na Osje odiš, belo grosje bereš, na Ergeni davaš Morikalino. Pusto da ostane, mamo, grožje to, pusto da ostane, mamo, grožje to, koga nema libe, so nego da beram, tebe ne te slušam, mori majkole, koga nema libe, so nego da beram, tebe ne te slušam, mori majkole. Средните училишта преку отворен ден на Тетовскиот плоштад ги представија пред основците своите насоки и профилите за кои може да се пријават ученици за наредната учебна 2025-2026 година. Градоначалникот Билјал Касами информираше дека нова насока има во Средното економско училиште 8 септември. Има зголемување на бројот на ученици, односно потенцијалот за запишување во средните училишта, и тоа вкупниот број е 2167, од кои 1800 на наставна програма на албански јазик и 337 на македонски јазик и 30 на турски јазик. Во Средното економско училиште има нова наставна програма, тоа е дигитален маркетинг, која е добра можност за да бидеме во тек со новите барања на пазарот на трудот. Ги замолуваме сите ученици добро да ги анализираат наставните програми и да се запишат таму каде што ќе биде подобро за нивната иднина, а не за тоа што ќе им кажува некој во кој училишта да се запишат, истакна Касами. Основците може да одберат едно од 5 средни општински училишта, како и едно државно регионално училиште, како и 5 приватни средни училишта. Ова е добра можност за сите овие училишта да ги промовираат своите наставни програми пред учениците, но во исто време е добра можност за да се направи промоција на тие насоки кои не се многу познати за учениците, а се добри и се барани на пазарот на трудот, затоа што училиштата се обидуваат да ги промовираат тие насоки. Исто така, ова е добра можност да направиме добро планирање на распределба на учениците по средните училишта, за да не доаѓаме во ситуација каде во некои училишта има пренатрупаност од ученици, а во некои други има недостаток на истите, рече Касами. Градоначалникот најави дека од следниот месец ќе почне реконструкција на гимназијата Кирил Печиновиќ, поточно двата објекти кои се покрај реката Пена, кои целосно ќе се обноват со донација од 800.000 евра од фирма од Скопје. Маркетинг, сонце од твоите руси, коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер.
Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Причини за крај, натрупани ко беда прашина, ама како да ни една од нив не е доволна, да ти кажам збогум љубена. Неважно кој е крив, за било што се двајца потребни, важно иста рана ќе не боли исти спомени, аман Боже сега помогни. Оди душо, оди, патот нек те води, таму кај што нова љубов срце ке ти роди. Оди душо, оди, немој не ми спори, ова наша љубов веќе никако не оди. Оди душо, оди, патот нек те води, таму кај што нова љубов срце ке ти роди. Оди душо, оди, немој не ми спори, ова наша љубов веќе никако не оди. Не ни остана, а имавме бар се што сакаме. Сега пак одново среќа негде ќе си бараме, зарем нешто друго можеме. Неважно кој е крив, за било што се двајца потребни, важно иста рана ќе не боли исти спомени, аман Боже сега помогни. Оди душо, оди, патот нек те води, таму кај што нова љубов срце ке ти роди. Оди душо, оди, немој не ми спори, ова наша љубов веќе никако не оди. Оди душо, оди, патот нек те води, таму кај што нова љубов срце ке ти роди. Оди душо, оди, немој не ми спори, ова наша љубов веќе никако не оди. Срце ке ти роди, оди душо, оди, немој не ми спори, ова наша љубов веќе никако не оди. Оди душо, оди, патот нек те води, таму кај што нова љубов срце ке ти роди. Оди душо, оди, немој не ми спори, ова наша љубов веќе никако не оди. Ова наша љубов веќе никако не оди. Арбен Таравари нема да биде дел од владата, но во извршната власт ќе може да останат членовите на Алијанса на албанците кои не се согласуваат со него, изјави во Тетово Билјалка Сами на новинарско прашање што се договориле како коалиција вреди со премиерот Христијан Мицковски. Според Касами, за да се направат промени во владата, ќе треба повеќе време, иако вчера рече дека следните денови ќе има и конкретни чекори во тој правец.
Ние одлучивме дека во следниот период ќе работиме заедно во правец на тоа Арбен Таравари како главен носител на идејата за соработка со ДУИ да не биде дел од владата. Договор има дека кој било што останува со Али Ахмети во ваква ситуација не може да биде дел од владата. За динамиката и модалитетите како ќе се спроведе од моментот кога ќе имаме конкретно решение, сигурно дека ќе ја запознаеме јавноста, затоа што тоа не е едноставна работа. Ако се договориме дека ќе имаме реформирање на владата, ќе треба да видиме кој ќе треба да излезе, а кој да влезе, затоа што гледаме дека во една ваква ситуација има некои чинители во владата кои се дел од партијата на Арбен Таравари, кои не се согласуваат со него, велика сами. Градоначалникот на Тетово и еден од лидерите на Вреди смета дека треба да се направи јасна разлика помеѓу Арбен Таравари, кој е носител на комуникацијата со Али Ахмети, и Алијанса на албанците. Тој потсетува на коалицијскиот став дека Алијансата на албанците е важен фактор на коалицијата Вреди и нивната желба и понатаму е да биде дел од коалицијата. Секој кој е дел од Алијанса за албанците и кој сака да продолжи да биде дел од владата, ние сме отворени да продолжуваме да соработуваме со него. Значи, во моментот ние цениме дека главен проблем е директната соработка на Арбен Таравари со Али Ахмети. Таа одлука е веќе донесена, дека во случајот Арбен Таравари не може да биде дел од владата. Секој друг член на Алијанса на албанците кој не се согласува со оваа соработка на Арбен Таравари со Али Ахмети е добродојден да продолжи да биде дел од владата. Затоа треба да се расчистат овие ситуации, кој е за и кој е против соработката со ДУИ, истакнака сами. Според него, кога ќе се расчистат дилемите во Алијансата на албанците, ќе има и промени во нивните досегашни функционерски позиции во владата и другите тела на извршната власт. Женати се, домакине породила. Женати се, домакине породила. Породила машко дете. Породила машко дете. Домакине, дене се јаде и пие. Домакине, дене се јаде и пие. Дене се свадба прави. Дене се свадба прави.
се. Ако пиеш, домакине, развесели се. Ако пиеш, развесели се. Ако пиеш, развесели се. Почитувани, дојдовме до самиот крај на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. А на самиот крај, во катчето за најмладите, приказната за волкот и еленот. Ви посакувам пријатен ден. Се шетал еленот по шумата и одеднаш слуша жално завивање. Тргнал тој кон местото од каде доаѓал гласот. Гледа, ветерот оборил една голема елка, а елката пак паднала врз волкот. Лежи волкот целиот сплескан под елката и никако не може да излезе од под неа, ами само стенка. Замавнал еленот со рогатата глава, па прашал: "Како ти се случило ова?" "Ох, не прашувај ме, миличок, не гледаш дека душа испуштам? Подобро со роговите, елкава истурка е од мене." "Со задоволство би го сторил тоа, но елката е голема, нема да можам да ја дигнам," се посомневал еленот. "Барем обиди се," замолил волкот. "Во ред, можам да пробам," се согласил еленот и почнал да ја турка елката со роговите. Ги собрал сите своји сили, па турнал и, како за чудо, дрвото се потргнало. Навистина малку се потргнало, но тоа било доволно за волкот да излезе од замката. "Ама сум силен," се израдувал еленот. Волкот се стресол, станал на нозе и почнал да гледа да не си го оштетил крзното некаде. Но не, се си било на свое место. Тогаш на волкот му текнало за еленот. Се стрчал кон него и му свикал: "Стој, каде одиш?" "Каде?" прашал еленот. "Унаму каде што тргнав." "Да не си мртнал," свикал волкот. "Треба да те изедам. Елените од секогаш ми биле плен." "Ајде де, а зарем не те спасив од смрт?" прашал еленот. "Тоа нема никаква врска," одговорил волкот. "Нели ти е срам?" "Зошто да ми е срам? Ке ти ја одерам кожата и крај на муабетот." Еленот не се согласил со волкот и тие уште долго време спореле. Спореле, но не дошле до заеднички заклучок. Тогаш еленот предложил: "Ајде некој нека ни пресуди, па да видиме кој има право." Волкот се израдувал: "Во ред, се согласувам." Потоа волкот си помислил: "Па можам еленот да го изедам, а судијата ќе ми дојде како прилог." Цел ден тие барале судија и го нашле дури вечерта. Тоа бил стариот мечок. Тој одел во селото кај пчеларниците за да најде мед за својата мечка. Тој ги изслушал еленот и волкот, а потоа ја ставил раката на устата и се замислил. Но ништо не можел да смисли. "Не знам што да правам со вас," им рекол тој. "Треба да одиме и да видиме каде се случило сето тоа." Волкот и еленот го однеле мечокот кај елката. Ја обиколил мечокот елката и повторно се замислил, а потоа рекол: "Ајде, Елену, потурни ја елката со роговите. Не ми се верува дека си можел да ја подигнеш." "И тоа како можам?" се навредил еленот и го поткренал дрвото со роговите. А мечокот вели: "Ајде, волку, легни повторно под елката. Не ми се верува дека можело ни столку мал простор да се провлечеш." "И тоа како можам?" се налутил волкот и за момент се нашол под кренатата елка.
Тогаш мечокот рекол: Ајде, Елено, сега врати го дрвото на местото на кое било. Еленот ја пуштил илката и кога волкот повторно се нашол во замка. Како што се нашол во неа, така и останал. Кој уште еднаш би му помогнал на таков предавник? Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.